дали нашата земја има реални европски перспективи. Дали македонскиот од кон ЕУ е реален, возможен, и ако тогаш кој го попречува? Бидејќи, според најновото истражување објавено на ИРИ, македонските граѓанки и граѓани во 70% се за ЕУ, односно би гласале за кога утре би имало референдум за пристапување кон ЕУ, што е за 2% повисоко од 2024 и за 4% повисоко од 2022. Значи 70%. Тоа е навистина голем процент на граѓанки и граѓани кои веруваат во европската иднина на нашата земја. Значи, дали македонските ЕУ перспективи се реални и кој ги попречува? Само барам едно појаснување на вашето прашање, дали мислите во моментов дали се реални или генерално дали се реални? Во овој период. Ево, година дена, па во наредните година дена. Да. Прво, генерално треба да знаеме дека македонските граѓани сакаат во ЕУ. Длабоко во себе чувствуваат дека таму има можност за подобрување на работите, и јас често пати кога во неврзани разговори со луѓето се обидувам да им ја објаснам ЕУ како функционира, за повозрастните наши сограѓани им кажувам да се вратат на времето на Југославија, кога не беше важно дали си во Македонија или во Словенија, ти имаш исти права, исти обврски, се движиш, немаш граници. Сега за да тргнеш од Македонија до Словенија треба да поминеш две исклучително тешки граници со повеќе часовно чекање, за да на крајот дојдеш од Хрватска во Словенија и понатаму да бегуваш непречено. Понатаму една валута, економија и така натаму, сите тие бенефити кои некој порано, заедничка надворешна политика и безбедност кон која ние не се образовен систем и така натаму. Така, значи сите бенефити, здравствен систем, стандарди кои ние како повозрастните од нас и нашата генерација ги имат во еден период и живеано и видено како изгледаат на дел. Така е. Без разлика што идеолошки не ја споредувам таа Југославија, ја споредувам само функционално во систем на една сојузна држава, како што од прилика би сакал највулгарно да ја пренесам сликата како Европа, како интергавраментализам, да ја пренесам во една сојузна држава, да така кажам. И тоа луѓето го чувствуваат, дека има нешто се случува, патуваат нашите луѓе, колку и да сакаат овде да не остават затворени и заблудени, поголем дел од нашите граѓани патуваат надвор и кој ќе одат надвор гледаат дека нешто другачие се живее, нешто друго е. И гледаат како си поминуваат со македонски пасош, а како нивните политички лидери поминуваат со бугарски пасош или со бугарски пасош, да. Токму така, нели? Против бугарите, нели, кога имаме таков однос, само имаат бугарски пасоши, па патуваат кај сакаат. Во ред. Перспективата. Во оваа година, 14 месеци од оваа влада, и се додека е оваа влада, ваква каква што е, и со овој политички, општествен и меѓународен наратив, ние немаме перспектива никаква кон ЕУ. И тоа е застанат процес. И тоа колку побргу самите себе си го признаеме, не треба на премиерот да ни го признае тоа, и неговите фрази и празни зборови дека ние сме посветени во работата кон ЕУ, како што беше на онај расказ за сказни за добра ноќ по повод 8 септември, денот на независноста. Значи не што ќе ни раскажува сказни, туку јасно да ни каже, луѓе, ние не сме подготвени да одиме понатаму, а да ги каже вистинските причини. Дали се тоа уцените политички кои ги има од менторствата од Белград, од Будимпешта, односно од Москва преку Белград и Будимпешта, или неговата антиевропска политика која ја сака, бидејќи добро е да е газда овде и да не е под надзор на никого, односно да никој не може едноставно да има увид во негативните политики, посебно во корупцијата и криминалот, и со тоа да ни стави до знаење, доека сум ја, вие не идете во ЕУ, па да си бараме чаре, што ќе правиме понатаму.
или но во тој контекст нас не е многу јасно дека ќе продолжи со флоскули, а ние нема да имаме никаков понатаму политички бенефит, односно придвижување во однос на тоа што се нарекува завршување на македонскиот трнлив европски пат, кој сами си го направивме во најголем дел од времето, трнлив и долготраен. И тоа е од хибридните напади, професор. Па веројатно хибридните напади, токму тоа сега ќе ви го кажав како пример. Јас имав можност почетокот на септември да бидам на покана на Словенечкото министерство за надворешни работи како дел од фракцијата, да присутен на Бледскиот стратешки форум. А пред тоа и на Глобсек Пред тоа на Глобсек бе во Прага и тоа што можев да го забележам од македонските високи политичари или врвни, да, или официјални политички представници, беше присутен само министерот за надворешни работи Муцунски, кој беше повикан повеќе за да се запази некој си минимален однос кон Македонија и беше ставен во група со министерката за надворешни работи на Косово и министерот за надворешни работи на Босна во еден панел од 10 луѓе, кај што покрај него имаше уште тројца други, за да зборува на некоја тема која беше на маргините од самитот. А, например, немаше премиер наш на панелот со Кошта, со Кос, со Пленковиќ, со Голуб, со Еди Рама, па дури и еден Милојко Спајич, кој беше на тој панел присутен, или председателот на државата Силјановска, заедно со чешкиот председател, со словенечката председателка, литванскиот председател и црногорскиот председател, што укажува на тоа дека Европа не е ограничена во делот за приклучување на нови држави како полноправни членки и ги подгрева работите да Македонија се вклучи, но Македонија... Председателката беше на тој панел, така? Кој председател? Само што спомнавте. Не беше Силјановска. Не беше Силјановска. Не беше Силјановска на еден панел кај што беше чешкиот председател, словенечката председателка, литванскиот председател и црногорскиот председател. Значи, затоа реков, зошто е тоа така? Преку сликата на Рама, преку сликата на црногорскиот председател, не биле воопшто поканети. Зошто? Затоа што не беа поканети ни во Прага, затоа што очигледно е дека македонските врвни политичари воопшто не се врвни во очите на Европа, бидејќи нема придвижување кон Европската Унија, нема желба, тоа е само празно зборување, тоа се флоскули со кои се обраќаат на разни форуми каде што ќе бидат поканети. Ако забележувате една работа, Мицкоски во континуитет повеќе месеци нема никаде отидено. Дали се сеќавате, или вашите гледачи, дали се сеќаваат на некоја официјална посета на Мицкоски во странство? Ако не сметаме отворен Балкан виноскоп во Белград. Професоре, мислам дека повеќе од јасно ги опишавте перспективите, европските перспективи. Јас би рекол европските неперспективи. Односно европската безперспективност во услови на оваа и ваква влада. Тука мислам дека е добро време јас да ги поставам прашањата кои се однесуваат на вашиот политички ангажман како еден од основачите и предводниците на, знам дека не го сакате зборот лидер, предводниците на фракцијата за демократизирање и ревитализација на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа што јас го знам за вашата работа, и впрочем вие сте прилично транспарентни и имате чести настапи, имате неделна колумна која ја објавува и медиумската платформа на Цивил. Никогаш не сте одбиле одговор на прашања за тоа која е точно вашата визија. Затоа мислам дека би било најдобро сега и во овој разговор да накратко ни ја представите вашата визија за ВМРО-ДПМНЕ. Дали може да сметаме на тоа дека вие вашата визија, бидејќи велите дека сте исто така фракција и за ревитализирање,
што треба да се ревитализира? Која е вашата визија за демократизирање, меѓутоа и за ревитализирање на партијата? Дали тоа значи дека партијата не е во добра состојба, значи па и треба ревитализација? Многу добро прашање. Подолго време ВМРО ДПМН не е во добра состојба, бидејќи не постои реален партиски активизам. Така. Значи, вие имате маса голема на членови на партијата, кои се маргинализирани, кои за ништо не се прашуваат, ниту се повикани во структурите на партијата, исклучиво се повикуваат само пред избори за да се покаже негде на некој митинг масовност или да се пратат да идат од врата на врата или некоја таква предизборна активност и потоа штабовите се затвараат и ги нема луѓето. Основата на функционирањето на една политичка партија лежи во незината база, во луѓето. Тие луѓе мора да бидат политички активни, да бидат свесни зошто се таму. Партијата не е биро за вработување. Партијата не е дел каде што ние личните амбиции собствени ќе си ги само реализираме, односно желбите ќе си ги реализираме. Партијата и по дефиниција е организиран собир на граѓани со иста политичка идеолошка основа, кои се борат да дојдат на власт за да ги спроведат своите политики. И затоа тоа членовите на ВМРО ДПМН треба да го знаат, се во животот е политика. Ама добро, вие велите дека сакате да ја демократизирате партијата. Дали тоа значи дека не е демократска ВМРО? Да. И тоа оди едно со друго. Се правам наивен. Добро, во ред, мислам, вие имате право на тоа како новинар да ги поставувате и така прашањата, за да очекувате да испровоцирате одговор од мене, но сметам дека за мене не треба провокација. Јас ви кажавте на почетокот дека јас многу транспарентно ги кажувам работите и дури дел од тоа што ние како внутрипартиска фракција јавно го кажуваме, гледаме дека од нашиот наратив се обидува сегашното раководство на ВМРО ДПМН е да купи и да каже нешто во своите говори, но најчесто тоа е само една обична фасада. Так. И тие не ја знаат суштината зашто ние тоа го зборуваме. И тоа е најголемиот проблем, бидејќи тие на тој начин уште повеќе ја задушуваат партијата. Зошто ја задушуваат? Па ја задушуваат во еден круг на лојалисти по принципот на Вучич и клиентелисти. Тоа најдобро можевме да го видиме на прославата на 8 септември. Вие имавте 1200 луѓе колку собира таа сала на Македонска филхармонија, кои беа по партиски список повикани. Таму имате луѓе кои прво поради годините на возраста која имаат не се во состојба ништо да придонесат за партијата. Но и чие придонесување за партијата е дискутабилно во минатото што го правеле. И за кого придонесувале и што спроведувале. Имате луѓе, во 90% беа луѓе кои се функционери на партијата или на државата. И 10% од оние кои ќе бидат функционери или чекаат да добијат некоја функција и мора да се тука да се врткаат. Заменет директор на ДЗС. Например, да покажат лојалност. И тоа само покажува колку се стеснува капацитетот на партијата. И колку се стават партиски апаратчици, односно лојалисти кои ниту идеолошки, ниту теренски може да било што сработат, ниту имаат партиски активизам. И затоа се врзани двете работи. Демократизацијата и ревитализацијата се поврзани процеси. Ако партијата со промена на статутот, што ние упорно го заговараме веќе трета година, така. Имате и статут, да подсетиме, го кажавме тој во подкаст. Го имаме, подкастот пред повеќе од пола година. Подготвен каде треба да се смени. Кои се главните точки на статутот? Главните точки... Каде всушност ова гарнитура што ја држи партијата во своите во цврста предградка, што се вели стега партијата, ја гуши партијата. Кои се главните поенти на сегашниот статут, например, врз кои се темели нивната контрола на партијата? Сегашниот статут е толку растеглив, односно толку лесен за индивидуални промени кои ги прави Мицкоски. Не имаме ситуација во која... Мислите индивидуални толкувања? Не. Конкретни промени, интервенции во статутот во кои никој нема врска дека се направени. Не ми е јасно. Тоа се обидувам да го објаснам. Например, до пред неколку месеци можевте да видите во статутот на ВМРО ДПМН во член 24 имаше ставови 2 во кој вели
Председателот на партијата може да има 3 мандата. Со тоа што во третиот мандат треба 2/3 од делегатите да гласаат за него. Сега тие два става ги нема. И нема ограничување, исчезнаа. Не е можно тоа. Можно е. Не, тоа не е можно. Многу е можно. Таква сериозна промена, видете, запирка не смеете да смените во статут ако статутот е устав на партијата, уставот на државата е статут за партија. Како се вика тоа, зависно од статутот. Сега, каде тргна целата работа? Не можете да го смените. Не, мора да сте во грешка. Не сум во грешка воопшто, отворете на сајтот на ВМРО, па не ќе видите. Ќе го проверам тоа и секако ќе поставиме прашање. Слободно поставете прашање во партија зошто изменет статутот. Односно кога? И кога? Во која процедура? И кога? Точно. Во која процедура, бидејќи треба да има статутарна комисија и едно од недемократските начела во рамки на статутот е токму тоа што статутарната комисија ја на предлог на председателот ја избира Централниот комитет. Значи, Централниот комитет бира статутарна комисија која подготвува формално промена на статут, а Централниот комитет го гласа статутот. Што е исто така недемократски, зошто? Затоа што највисок орган во партијата е Конгресот. По правило, Конгресот треба да го гласа статутот. Имено. И од тука сега доаѓаме до прашањето за Конгресот. Ние немаме утврден број на членови на Конгрес. Тој варира. Некогаш се 500, некогаш се 1000, како кога има политичка потреба. И таму вели вака. Членови на Конгресот се сите членови на извршен, на централен, актуелни градоначалници, пратеници, делегати. Не, тие се делегати на Конгресот. Сите по автоматизам се делегати. 10 од Унија на ветерани, 10 од Патриотски институт, 10 од Унија на млади сили. И испаѓа дека 80% од составот на Конгресот се луѓе кои си ги предложил претходно председателот на партијата. Бидејќи председателот на партијата предлага членови на извршен, предлага членови на централен, тие му го гласаат извршниот, сите органи во партијата се на негов предлог, председателите на ветерани, млади, жени и Патриотски институт, значи тој има тотална контрола на делегатите. И дали ќе видат 100, 500 или 1000, нема никакво значение. Тој именува како еден да е, тој именува кој. И затоа имате ситуација во која од 500 делегати 520 гласаа за него. 497 гласале. Двајца не биле тука и сам за себе глумел председателот Демократија, не сакал да гласа сам за себе. Бил воздржан. Да. Мислам, тоа, да подсетиме, јас знам, и го кажавте, сум го прочитал, тоа вие го регулирате во новиот статут. Во новиот статут кој ние го предлагаме демократска структура на самата сега, зошто партија дозволува демократска структура? Што значи демократската? Демократската структура значи ревитализација на партијата. Дава можност да членовите на партијата во местните комитети се организираат избори за избор на председател на местен комитет. Председател на местен комитет не треба да биде именуван од председателот на општински комитет. Председателот на местниот комитет не може да извршува друга партиска функција. Крај. Не може да биде и председател на местен комитет и член на општински комитет и советник да го бираат и ово и оно. Како Троглав Арапин, како вика. Се извинувам да не се навредат арапите, но по на народната приказна, нели, како беше, народните епски песни. Значи, има луѓе во партијата кои имаат по 10 функции разни. Што државни, што партиски функции. А повеќето немаат никаква функција. Повеќето немаат никаква функција. Само така е, затоа и нема активизам. Топовско месо за избори или за измени. За протести, за избори, за митинзи, за такви работи. Да се глуми дека има членство. А всушност единствено што очекуваат тие луѓе, очекуваат едно работно место да добијат и да се тргнат на страна и да викат гајле ми е. Што значи тоа? Тоа значи дека местниот комитет ќе си избере делегат. Не да го избере председателот. Местните комитети си бираат делегати и не може членовите на извршен
и членовите на Централен, и членови предложени од униите во партијата, и градоначалници и пратеници да ви бидат делегати на Конгрес. Па вие имате влијание врз нив како председател на партија. Туку ќе ви биде најобичен некој си член од некој месен комитет, кој самите членови на местен комитет ќе кажат овој треба да ни биде делегат на Конгрес. И тој е само делегат на Конгрес. И тој оди на Конгрес и Конгресот треба да има програмски активности, а тоа е менување на статут. Тој да ја избира статутарната комисија на предлог на председателот на Конгрес, бира работно тело, председател на Конгрес и бира статутарна комисија, ја задолжува да работи. Така. Има предлог, го менува статутот или не го менува статутот. Дава овластување или не дава овластување. После секој избори мора да има Конгрес, за да се испита реалноста на тоа и да му изгласа недоверба на председателот ако сме неуспешни, што би повлекло регулирана процедура за избор на нов председател на партијата, каде што сите членови на партијата ќе гласат. Ако можеме за председател на држава сите да гласаме и на избори да одиме, внатре во партија е логично да му се даде доверба на тој кој треба да биде председател, но мора да биде регулирано. Сега како е регулирано? 30 луѓе од Конгресот, 30 делегати на Конгрес треба да ви дадат согласност дека може да се кандидирате. Како ќе добиеш ти согласност кога Мицковски сега ти ги поставува сите 500 делегати и ти треба да бараш согласност, па нема никогаш да ти ја дадат согласност. До крај на живот има да биде председател на ВМРО ДПМН само поради ваквата структура. А тоа што значи сега? Тоа значи опаѓање на мотивацијата на луѓето да учествуваат во активен политички живот. Тоа е невиталност на партијата. И затоа имаме осцилации во политиката, во партијата, посебно партискиот живот. Зошто? Сега погледнете го примерот на СДС, погледнете го примерот на ВМРО која падна од власт. Одеднаш од 300.000 членови на ВМРО ДПМН ние се сведовме на 30.000. Значи 90% бевме паднати. СДС, што му се случува сега? Потполно истото. Ама тоа се затворените кругови на партиите. И во начелно, на една поголема политичка партија во Македонија, бројот на членови не треба да се движи повеќе од 40 до 50.000, не сме ние милиарда луѓе во Македонија, ама да тие 40 до 50.000 се активисти на партијата и идеолошки стабилни луѓе кои знаат зошто се таму. И кои ќе си ја сработат и кои ќе дискутираат во партијата на различни нивоа за различни политики. Во месен комитет ќе дискутираат за локалните политики, ќе вршат притисок врз локалното раководство. А и врз градоначалникот, ако е од нашата партија, на централен извршен и на Конгрес, јасно и гласно ќе се дискутира за одговорноста на политиките на нашите министри во владата, односно за премиерот и, што е страшно, во еден изборен циклус британците конзервативци 4 премиери сменија, така беше? Се сеќавате на тоа? Така, како не? Што е страшно? Не е Мицковски, дојде друг. Тој се покаже како неуспешен, во решавање на внатрешните предизвици. Дали памтите еден стратешки проект, дали памтите еден закон стратешки, односно системски да е донесен и да е решено нешто? Стопирање на евро патот на Македонија, проблеми во рамки на НАТО создаваме, значи неуспешен премиер. Тој треба да си замине, да дојде друг по сосема нормална работа и да ги одглави процесите, да ги откочи процесите. Имам едно кратко прашање, онака да се развеселиме. Дали со новиот статут, во услови кога тој би бил прифатен, добро, имате време траење за господинот Мицковски на чело на партијата? Па не само Мицковски. Колку ќе обстане тој? Во кој контекст? Мислам дека воопшто нема да обстане. Мислам дека воопшто нема да обстане. 15-20 минути, предпоставам. Веднаш штом ќе се донесе тој статут и ќе се оди на избори, тој е веќе во оставка, така да по прашање буквално се минути. И мислам дека не би имал ни шанса да биде избран, бидејќи вие да застанете пред членството и да понудите нешто, треба да бидете многу сериозни и да си отстоите на зборот првенствено кон сопственото членство, а и кон гласачите. Да. Добро, јасен беше одговорот, но сакав да ја потврдиме и да ја заокружиме оваа тема, бидејќи сакам да се вратам на вашата стручна нашата визија како внатрепартијска фракција е многу јасна. Во демократска политичка партија
десна, конзервативна, како што е ВМРО ДПМН, како што се представува, членка на ЕПП, која треба да биде проевропска и која тргна од таа базична основа, дека е проевропска, про-НАТО партија, дека е демократска, десна, национална, не националистичка, национална политичка партија, едноставно демократските процеси треба да бидат основа на сето тоа. Вака како што сега е поставено, јас предвидувам дека последните избори, можда на локални избори тоа ќе го видиме, само ќе го видиме, но последните парламентарни избори ние ќе видиме руина од политичка структура за која ќе треба многу работа за да се врати назад, а со оглед на сегашната статутарна поставеност, убеден сум многу дека Мицкоски и во таква ситуација нема да ја даде партијата, односно да дозволи нормална смена во партијата и нејзина демократизација, туку ќе гледа да ја зачува моките, затоа што преку тој политички систем како што е воспоставен, тука има лична заштита од одговорност. Да, и не само политичка, туку и кривична. И ужива па ВМРО ДПМН е богата политичка партија, сега почесно да се изборуваме големи приходи од државата добиваме, а ние немаме увид колку пари и каде се потрошени. Тоа е уште едно прашање кое во новиот статут го регулираме, да има редовни извештаи за потрошени пари од парламентарните избори добиени кои влегуваат во партија, а од локалните избори парите добиени за гласови, знаете тоа што се добива, да одат на општинските комитети. Надвор од ова наша средба, ова интервју, и преку читањето и преку разговорите и средбите, преку оно што го следам во вашите активности, при учеството особено на Глобсек. Имам представа за тоа кои се вашите визии за безбедноста и одбраната на земјата и мислам дека ова е момент кога треба да се вратиме во вашите академски експертски чевли и да го поставиме ова прашање. Особено како професор на Воена академија, како би ја дефинирале современата визија за одбранбениот систем на Северна Македонија и се разбира каде се најголемите слабости, а каде се нашите најдобри и најголеми потенцијали? Интересно прашање кое и уште како предизвикува внимание и за кое знам дека тоа што сега можеби ќе го кажам ќе предизвика и бура на друг тип на реакции, дури и кај мене на Војната академија. Македонија е држава која нема пред се човечки капацитет за да гради огромна армија. Таквата состојба на немање капацитет за огромна армија бара воведување и на специфичен модел усогласен со стратегискиот концепт на НАТО за отпорност, одвраќање и одбрана. И секој од тие три елементи има свое значење. Отпорност на населението. Не е отпорност на армијата. Многу често и граѓаните наши мислат дека ние треба оружје да имаме. Еве во академски контекст. Армијата води вооружена борба, не војува. Војува државата, војува општеството. Сите ние војуваме, и ако е точно дека сме под хибриден напад, ние сите војуваме сега. И затоа е должен премиерот да ни каже од кого сме под хибриден напад, за да може да знаеме со кого војуваме, бидејќи хибридната војна е дел од доктрините на војување, односно од поширокиот аспект на војувањето. Од тука подготвеноста на општеството за негова отпорност во случај на војна, за отпорност од специфични облици на војна, одвраќањето кое тоа општество преку својата отпорност и својата организација на одбраната, тоа се вели спроведување на одбранбени политики и организација на одбраната, ќе го спроведе и ќе го прати како порака кон некој непријател од надвор, центарна моќ. Што е порака за одвраќање. Што е порака за одвраќање, дека тој кој би дошол во обид да на било кој начин спроведе некоја доктрина на војување кон Македонија, односно на напад врз Македонија, би се судрил со
такви проблеми што не би му се исплатало сето тоа да го прави. И на крајот одбраната како функционална активност на едно општество, повторно општество. Гледате, цело време е рамката на општеството, не е рамката на армијата. Армијата е само сегмент во општеството. И посебно можеме да ја разгледуваме неа. Секако. Во рамките на улогата во НАТО, улогата внатре, организацијско-формацијската структура, потребата од вооружување и така натаму. Типови на вооружување, огнена моќ, остварување и така натаму, и повторно во контекстот на стратешкиот одбранбен концепт на Дали НАТО. тоа го разбираат главните луѓе во нашата одбрана? Многу често, господин Министерот, Дерала, имам например. чувство дека воопшто не го разбираат. И дека не ги интересира. И тоа го видов, завчера. Имаме пожар, во кој се ангажира воен хеликоптер со ведро да врши гасење од воздух. Така. И од тоа направил министерот Рил и го ставил на Facebook моќна армија, сигурност на граѓаните. Прво, моќта на армијата не е во гасењето на пожарите. Армијата е последно нешто што треба да се активира во системот на заштита и спасување. Така. Еве, сега имам еден магистрант во тој аспект, каде што намерно му дадов тема улогата на армијата во заштитата, спасувањето и евакуација при поплави, на примерот на случајот на браната Матка и нејзино пукање во однос на Скопје. Ама тој е сегмент улогата на армијата. Како логистика, како помошни сили и така натаму. Бидејќи главни сили во заштита и спасувањето се Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за внатрешни работи. И не еднаш сум кажал дека Дирекцијата за заштита и спасување треба да преиде под МВР. Зошто? Затоа што искуствата и од Европа се такви, но и праксата наложува, бидејќи при заштита и спасување, несреќи и катастрофи имате појава на разни видови криминал и тие луѓе во ДЗС треба да имат одредени овластувања да може да преземат и мерки за одржување на личната и јавната сигурност. Покрај спасувањето и евакуацијата на населението имаат и некои други работи. Армијата има сосема друга задача. Сега, кога тоа не го разбираат и ни демонстрираат дека со еден хеликоптер кој учествува во гасење пожар не имаме моќна армија, Така. а би го запрашал министерот да даде јасен одговор колку му е процентот на пополнетост на единиците на армијата, со персонал и со материјално-технички борбени и неборбени средства. Значи, јас сега стриктно употребувам стручни термини. Борбени, неборбени и специјални средства. Така. Колкава му е пополнетоста, какви му се плановите за употреба, дали има планови за мобилизација, колкава е пополнетоста на резервните единици и така натаму, тоа се се прашања кои треба да ги даде како одговор кај претседателот на државата, бидејќи тој е врховен командант. А дали тие прашања... Тие прашања дали треба тие да прашања треба да бидат, одговорите на тие прашања треба да бидат јавно достапни? во еден дел Дали ние да. можеме да... Во еден дел да. Океј. Ние не можеме да зборуваме за организацијско-формацијската структура јавно, Така. но можеме да кажеме да пополнетоста е задоволителна, незадоволителна, работиме на пополнетост, работиме на обука, извештаите за борбена готовост не се јавно достапни, не смее да се коментираат. Така. Јас дел од нив сосема нормално дека ги знам какви се и нема да ги коментирам, но во целиот тој редослед на активности министерот, односно Министерството за одбрана е задолжено за креирање на одбранбените политики. И тука е основниот клуч. Не е клучот во генералштабот. Генералштабот има работа со обуки, со организација на единиците, со изведување на вежби и подигање на борбената готовост. Министерството ги И креира евентуално политиките. во услови на Тоа војна... е нешто и- друго, во услови на војна, оперативно. генералштабот е стручен орган кој ги планира операциите, не може министерот да ги планира операциите. Дури ни претседателот на државата не е способен сега без да се навреди актуелниот претседател господјата Силјановска. Јас мислам сега многу глупо ќе звучи да тврдам или да не тврдам, но тоа е факт. Жена нема да знае, не знае како да планира операција. Тоа е процес на планирање на борбени операции. И тука си е генералштабот неприкосновен. Таму си има стручни луѓе, ние како војна академија вршиме обука на луѓето за командни штабни должности, токму во тој аспект имаат оператика учат луѓето, има колеги професори што предаваат оператика, учат тактика, оператика, стратегија, значи на употреба на вооружените сили. И сега, кога зборуваме за планирањето на политиките, тоа е клучот. И тука има сегменти. Добро, професоре,
Дали вие мислите дека во нашата земја, нели сите овие што ги спомнавме, актери во одбраната на земјата, имаат стратегија, имаат замисла, имаат планови како да ги балансираат националните капацитети со она што се нарекува НАТО структура, НАТО стратегија, односно потенцијали, побарувања на НАТО, бидејќи ние сме НАТО земја. Јас во одговорот токму тргнав од тоа дека Македонија е малку и специфична, мора и специфично да се однесува, но да се да биде во контекст на стратешкиот концепт на НАТО. Сега, јас одговорно тврдам дека ние немаме такви основи за основна стратегија. Зошто? Еве две работи ќе ви дам. Ние 35 години никако немаме создадено концепција. Ако НАТО има концепт стратешки, ние треба да имаме национална концепција за одбрана, која ќе се потпира на искуствата, можностите и НАТО концептот. Тоа се трите елементи на кои треба да се потпира концепцијата за одбрана на Македонија. И тоа ние го немаме. Тоа го немаме. Тоа никој не сакаше да го воспостави. Дали тоа би бил јавен документ доколку да, го имале? Тоа мора да биде јавен документ. Да. Тој документ се темели на уставот на Македонија и на стратешкиот концепт на НАТО, кој исто така јавен документ. Океј, ќе го пребараме во редакција, ќе видиме. Да. Нели, имате стратешкиот концепт на НАТО е јавен документ. Така. Тој не е сокрет, да го видите. По точки, не е голем, 5 страни. Да. Отприлика, тука некаде треба да биде и концепцијата за одбрана на Македонија, 10 на 15, 20 страни. Што друго треба да има? Во таа смисла. Врз основ на таа концепција за одбрана, мора да дојдеме до стратегија за одбрана. Последната стратегија за одбрана 2019-2024 година истичи минатата година. Ние се уште немаме нова стратегија, нова стратегија за одбрана. А таа стратегија се прави на одреден период, се разбира. Стратегијата за одбрана се прави отприлика на 5 години. Зошто не е направена? Зошто не е направена нова стратегија? Прашањето не е за мене. Се извинувам. Океј. Значи има Министерство за одбрана, министер за одбрана на кој треба да му се постави тоа прашање, да даде одговор зошто нема стратегија за одбрана. Затоа што кога би имала... Јас знам што ќе ви одговори. Стратегија за одбрана, тој би бил исто така... Тоа е стратешки документ. Тоа е стратешки документ, барем дел од него би бил јавен, така? Целата мора да биде јавна. Или целиот документ, да. Знаете што, стратегиите не се тајни документи. Така, добро. Стратегиите се јавни, бидејќи регулираат постапки како. Односно, не ги регулираат дури ни постапките, ги регулираат целите и задачите кои треба да се остварат. Основите. Ако вие имате 5 години време за една стратегија да реализирате, вие мора во неја да имате стратешки цели кои сакате да ги реализирате. Главна цел, цел 1, цел 2, цел 3, цел 4, цел 5. И тоа е документ на 3-4 страни, 10, 15, 20 страни. Нема војни тајни во него. Нема војни тајни, нема методите на работа, не се видливи таму. Не е стратешкиот одбранбен преглед за формацијската структура. Што друго немаме, а треба да имаме? Значи, доктрина немаме на вооружена борба. Доктрината на вооружена борба Сериозно? Не, сум најсериозен тоа што го зборам. Доктрината на вооружена борба се темели врз концепцијата, стратегијата. И потоа доаѓа доктрина на вооружена борба. Преку доктрината на вооружената борба ние го правиме стратешкиот одбранбен преглед, односно формацијата на единиците и цениме во еден дел на стратегијата за одбрана. Добро внимавајте, тоа е стратегија за одбрана, не стратегија за вооружена борба. Тоа се различни елементи. Јасно. И во еден дел од стратегијата за одбрана, кај што ја третираме армијата и вооружената борба како специфичен облик на водење војна, ние работиме на остварување на целите на армијата, согласно тоа и одговорот на вашето прашање кон НАТО. Односно, што ние во НАТО треба да направиме? Сега, инверзибилно, од страна на НАТО, ние имаме добиено побарувања, односно, колкави се нашите побарувањата од НАТО за кои ние сме се согласиле, тоа напоменувам, да нема дилема кај јавноста, за се што е побарано од нас од НАТО, ние сме требале да се согласиме и да декларираме дека сме способни тоа да го направиме. И способностите како членка на НАТО. И затоа ние, например, немаме стратешка авиација. Например, стратешка авиација имаат британците, французите, Соединетите американски држави како наши партнери во НАТО и тие треба нас да не штитат како стратешка авиација. Така.
Ние имаме авиација за наши потреби, тактички потреби за Исто така патролирањето на нашето небо го заштита на грците и воздухниот италијанците. простор го земаат италијанците, значи сето тоа има улога своја. Територијалната противвоздушна одбрана исто така. За нас се знае, толка ви е капацитетот, вие согласно вашите капацитети можете тоа да го направите, ние побаруваме тоа, вие се согласувате или не се согласувате. Да. И тука завршува прашањето за употребата на армијата. Прашањето за резервните сили и создавањето на капацитети за отпорност, одвраќање и одбрана се многу пошироки и спаѓаат во делот на концепцијата и стратегијата за одбрана, не во доктрината на вооружена борба. И затоа во главната цел на стратегијата и сите цели кои надолу ќе ги добиете, кои ќе ги издвоите, вие мора да имате индикатори и што треба да се направи за да се реализира таа цел. Ама тоа е посебен документ, Така. кој не мора да биде видлив во рамки на стратегијата. И сега, ако го прашате министерот за одбрана, тој ќе ви каже се работи на стратегијата. Како да се работи година денови, да знаете дека штом една стратегија истекува, веќе се подготвуваш за друга стратегија, а во таа стратегија, која за волја на вистината можам да кажам дека не беше ништо посебно од 2019 до 2024 беше полна со флоскули, треба да ги извлечеш елементите кои не си ги реализирал. И да кажеш овие цели не се постигнати, сега продолжуваме во тој контекст со овие цели да се постигнат 100%. Од ниво на горе-долу теорија би рекли, ако тоа се многу практични, многу директни, многу важни, суштински важни теми и прашања, сепак во актуелната реалност. Неодамна имавме воена, сериозна воена провокација на Полска. Пред некој ден. Да. И на Романија. И потоа на Романија. Мислам дека прво беше Полска, Полска, па па вчера Романија, вчера завчера Романија веќе. Значи, имаме пред тоа имаше со Литванија и така натаму. Дали можете тоа да го искоментирате? И каква би требало да биде реакцијата на земја членка на НАТО, каква што е нашата? Значи, односно, дали македонската влада би требало некако да реагира, макар и формално, во овој поглед, и како би требало да реагира, и што според вас тоа значи оваа серија на воени, веќе воени провокации, тоа не се саботажи и хибридни напади како сечање кабли и така натаму, и пожари во DHL во Лондон и така натаму. Ова се веќе отворени, сериозни воени провокации со кои според аналитичарите всушност Руската Федерација ги тестира лимитите, односно границите на трпение на НАТО. Како го коментирате тоа и каде сме ние во тој контекст? Еве сега ќе ви дадеме контекстуален одговор, бидејќи прашањето ви е многу на место. Ние немаме дефинирано од кого сме под хибриден напад. Во исто време имаме состојба во која земја која е во војна, тоа веќе не е случајна провокација, тоа е намерна провокација. Ти прелетуваш територија на неколку држави за да дојдеш во териториите на земји членки на НАТО. Така. И во тој контекст Полска побара да се разговара во рамките на НАТО, согласно членот 4, да се одржи состанок во кој ќе се заклучи дека таму нели вели кога една од земјите членки се почувствува загрозена политички, војно, безбедносно и има право да побара поддршка од другите земји членки. И тоа Полска си го искористи сосема реално. Така. Не знам, Романија и на време, дали Романија. Тоа предизвика предлог да не реагира НАТО, туку да реагира Советот за безбедност на Обединените нации, согласно членот 51 од Повелбата на Обединените нации, да се свика Советот за безбедност на Обединените нации и да се праша Русија како постојана земја членка на Советот на безбедност на Обединените нации, која може и вето да стави по тоа прашање, таа и Кина, бидејќи ги гледаме геополитичките контексти каде се движат, но да се праша пред јавноста во врска со тоа зошто ги прави тие провокации и која е крајната цел, дали сака да го наруши светскиот мир, бидејќи
војната помеѓу Русија и Украина може да се смета за локална војна. Бидејќи е помеѓу две држави, ако е со толкова димензија, не зборувам за интензитетот на дејства, зборувам за дефинирањето на војната според географската позиција. Така, разбирам. Од тука, всушност, дојдовме до еден друг заклучок. На овој начин, самиот НАТО си ја тестираше лојалноста на собствените земји членки. И тука паднавме. И не може да ме убеди. Малку повеќе пред камерите зошто паднавме според Да, вас. секако не може да ме убеди Мицковски во тоа дека нас хибридни закани ни се НН центри на моќ надвор, Кои ни го палат ѓубриштето кои ни ги во палат Трубарево. ѓубриштата, а или се закана по неговата влада, а во исто време ние заедно со Србија, нели, која не е хибридна закана никаква и која не спроведува големо српски операции на територијата на Македонија. Не, тука не би ставил наводници, затоа што тоа беше операција со намерна провокација на 7. Да, рековте не спроведува. Да, не спроведува, кај нето може да бидат наводниците, така е. И заедно со Унгарија и Србија да гласаме против да се одржи седница на Советот за безбедност, на која ќе се постави јасно прашање Русија да даде одговор за тоа што го прави. Бидејќи тука пак Русија го тестира трпението на НАТО. Така. И сега Русија провоцира судир. Што по правило треба да направи НАТО во таков случај? Непознато летало, руско, но беспилотно летало навлегува во воздушен простор, тоа се урива. Не можеш да го слеташ, не можеш да даеш команда, дај авион, ќе го пресретнеш, ќе му кажеш слетај на првиот аеродром наш, и ќе почнеш постапка. Ова е беспилотно, треба да се урне, затоа што не знаеме дали носи експлозив на него, дали само снима, дали провоцира и на крајот дали нема да се урне над некоја куќа. Ете во најмала рака над некоја куќа па да загине некој. Така. Значи, тоа се постапки. И за тоа државите праќаат ноти едни на други со кои предупредуваат дека се загрозува воздушниот простор нивен, што е нарушување на територијата, зашто воздушниот простор е дел од територијата на државата. Така. Нормално до таму докај што може да го брани. Така. Од тој аспект Македонија покажа нелојалност кон НАТО. А се повикуваме на тоа дека сме ние доверлив партнер во НАТО. Во една прилика многу јасно и во Која носи таа одлука? Владата. Тоа е дипломатска одлука. Нашиот представник во Обединените нации гласа, не гласа така. Народот од тука. Така. Владата преку Министерството за надворешни работи упатува документ до нашиот представник во Обединети нации на седницата како да гласа за Петна беше го лоцираме точно. Не, ама тоа е јасно, тоа не мислам ние се го лоцираме за јавност, инаку е јасно за стручната јавност и веројатно и за дипломатите и во Македонија и во Обединети нации и за нашите партнери во НАТО е јасно чија е одлуката и затоа го и постави прашањето како ние докажуваме дека сме доверлив член на НАТО. Тоа е сериозното прашање и тоа во јужното крило на НАТО. И се пак вратете се на есеот, зашто реков дека сме прокси држава. За кого ние всушност гласавме против? Кон кого покажавме лојалност? Да, имам чувство дека тоа се многу значајно, мислам дека треба да се прочита уште еднаш. И дека ова интервју голема мерка покажува зошто тој се беше навремен, итен и алармантен и ги дообјаснува аспектите што се опатени таму во конкретни ситуации кои што ги поминаа. Многу интересно тука и да се прашаме внатрешните центри на моќ кои ги спомнува премиерот, да нема може да владата внатрешно во владата да нема некој центар на моќ што има вакви гласања. Но ова се, знаете, вака ние можеме да се шегуваме со сето тоа, но тоа се суштински сериозни прашања, господин Дерало. Знаете, мене ме загрижува тоа. Јас не велам дека ние треба да објавиме војна на Русија, ние не сме во војна со Русија. Се смеам заради тоа што и Монти Пајтон обработува суштински животни и филозофски теми. Точно. На многу смешен начин. Саркастичен и хумористичен начин, така. Заради тоа и целава ситуација онака не можев да не се затоа и се смеевме за тоа хибридни напади, не знамо.
Ти имаш хибриден напад, во исто време не реагираш на тоа што ти го прави Србија, во исто време никако не реагираш во Обединети нации и гласаш спротивно на сите земји членки на НАТО со исклучок на Унгарија, ма таму ме чуди зашто е и така. Србија која не е членка на НАТО. И согласно со Србија која веројатно се знае чии политики спроведува. Значи и ти спроведуваш такви политики. Од тука контекстот сега да извлекуваме такви аналогии и контексти, значи нас надворешни центри за хибридни закани се Брисел, Вашингтон, кој ни е? Париз, Берлин, Лондон, кој ни е? А имаме стратешко партнерство со британците. Сега објаснете ми Британија како една од носечките земји членки на НАТО, какво стратешко партнерство со нас има, а ние во исто време гласаме против. Да, логично е прашањето. Одредени решенија во рамките на НАТО. Многу е логично прашањето. Последно прашање. Вие сте познат поддржувач на Украина, на борбата на Украина за слобода, за ослободување од окупацијата. И од таа смисла ми знаеме сите ваши заложби, често ве гледаме и на јавни настани, ако не секогаш, кои се поврзани со поддршката, со солидарноста за Украина. Како нашата земја, како македонското општество, меѓутоа и македонската влада, македонската држава, можат да направат повеќе за Украина во политичка, во дипломатска, економска, солидарна и воена, се разбира, воена смисла на зборот. Што фали? Овој контекст што го прашувате има многу врска и со оној контекст претходно за улогата на одбраната, што би направиле ние во одбраната, од војна индустрија, од едукација, од современни доктрини на вооружена борба и така натаму. И тоа можеме да го поврземе и со Украина. Но морам да напоменам една работа. Тука не се работи за украинофилство, па поради тоа што Украина нешто, па јас себе ја поддржувам. Не, јас ја поддржувам Украина зашто е во право. Украина не е напад на Русија. Украина е жртва на агресија. И тоа е јасна работа. И сите оние кои паѓаат во несвест нешто СССР, па сега Русија, па руси живееле таму, па да, овде во Македонија живеат и албанци, и Србиеве, и турци, па што нас треба да не нападне Албанија, Турција, Бугарија, кој да не нападне нас, Србија, за да си ги оствари правата на малцинствата кои имаат тука. Тоа се внатрешни прашања кои се решаваат. Територијалниот суверенитет и интегритет е за гарантирана работа и по повелбата на Обединети нации. Тука јасно по меѓународното право се знае кој е агресор. И зборуваме за агресор, не зборуваме за специјални војни операции, слични еуфеминизми, заштита на човекови права, па кој прв почна, па ова, па она. Едно е внатрешен конфликт, друго е со странска интервенција. Ова е класичен внатрешен конфликт со странска интервенција, при што странскиот интервентор е агресор. И ова војна трае веќе полни 3 години и малку повеќе. 3,5. Така е. И нема 3,5, односно 11 со внатрешниот конфликт. Со првата агресија делум на Крим. окупација на Крим и на Донбас. И сега ние треба да се направиме во тој дел на будели и да кажеме тоа е проблем на украинците, не тоа е проблем на сите нас. Така е. Како што проблем на сите нас, не само во НАТО, на целиот свет е беспилотните летала руски на територија на Романија и Полска. Така. И затоа е неразбирливо нашето однесување во Обединети нации. Ние сме мала земја, нашите граѓани треба да го сватат, ние не сме земја која има сила да води војна. Ако не сме членка на НАТО, лесна жртва можеме да бидеме. Ако се наруши меѓународниот поредок и гаранцијата на независноста, суверенитетот на државите, каков таков, и тука морам да напоменам една работа, ние сите често пати, колку ние суверени. А јас ви гарантирам дека како земја членка на НАТО, а и утре како земја членка на Европска унија ќе бидеме посуверени него што сме сега. Имено. Зашто низ поголем систем ќе ја реализираме својата сувереност. Инаку, многу лесна жртва ќе бидеме на поголемите. Тоа е тоа што сега кремлскиот режим сака да го воспостави како нова пракса. Поголемиот кажува. И тоа е всушност влијанието на центрите на моќ, кој Мицкоски ги слушнал некаде, бидејќи јас имам пишувано за тоа, ама не ги доразбрал. И имате Land Power, Sea Power и така натаму, нели тие разни центри на моќ со свој влијание.
Па можеме и на некое предавање да дојде, ќе му објаснам, не е никаков проблем. На моите предавања се отворени и јавни, како испитите, така да може и да читаат тоа што може и да читаат тоа што пишувам. И сега што ние можеме да направиме? Тоа што јас пишувам. Се согласувам. Што ние можеме да направиме кон Украина? Пред се да бидеме честни, да не играме двојна игра кон нив. Нашата влада не е честна. На прославата на денот на независноста на Украина немаше представник на влада. Официјални, високи, врвни политичари немаше. Малку ве земав на мајтап со тоа врвни. Ако е добро, окей. Изгледа заслужив. Немаше погрешен термин сега, како да кажем, да. Немаше таков политичари од тоа ниво кој ќе укажеа на нашата посветеност кон Украина. Тоа се сериозни пораки, како и пораката од Кемарчалан, што е спомнав за регионален интерес. Тоа се пораки во политиката, се тоа пораки, тука нема случајност. И сега доаѓаме во состојба ние да се прашуваме што да направиме. Дали ние и кога последен пат пративме помош за Украина? Дали оваа влада прати помош за Украина? Дали оваа влада изгласа помош за Украина? Дали направи државна стратегија или државна програма за поддршка на Украина толку колку што се нашите капацитети, па да лекуваме, рехабилитираме во Катланово или во Бањи повредени нивни цивили, еве не мора војници, цивили да земеме. Зашто таму има цивили. Ако сме сојузници и војници, зашто да не? Еве, не е земја членка на НАТО, ние да не се нели мешаме на таков начин. Еве, значи сакам да најдам минимална допирна точка. Ме разбирате, господин Дерала? Ние кога би биле искрени кон Украина, ние ќе треба да им пратиме и се вооружување што можеме да им пратиме, и муниција, и санитетски средства, и војници да примиме на лекување, на рехабилитација, и цивили, и храна да пратиме, и се што можеме, буквално да ги поддржиме. Ние основните хумани постапки не ги применуваме. Тоа е трагедијата. Поедини градоначалници како Јанчев организирал 2 недели деца да престојуваат, што е за пофалба секако. Така, секако. Секако е за пофалба. Ама треба државата тоа да го прави. Да. На континуиран и структуриран начин. И покрај тоа треба да влијае во општеството за симпатии кон Украина, а не да создава проруски симпатии. Така. А тоа на дело не го покажува. Реално го прави тоа. Реално го прави тоа целата атмосфера која е под диктат на политичките елити, и односно власта, создава проруски сентименти. Точно. А не проруски сентименти, токму тоа и го кажува. Проруските сентименти се истовремено и антидемократски, антиевропски, антинато. На кого не му е јасно која е идеологијата на Кремљ? Која е идеологијата на Кремљ? И јас упорно се обидувам да направам некоја дистинкција дека не е во прашање руски народ како народ, туку се работи за политиката на Кремљ и Путиновата политика. Разбирам. Која нормално политиката знае да злоупотреби многу луѓе. Тие се милионска земја, стотици милиони луѓе има таму кои живеат и таа си ги злоупотребува. Се употребува армија, се употребува други видови на војување во Украина. Војува на сите можни начини, кон нас војува хибридно. Така. Така што имаме ние многу грешки направено како политичка структура, како влада, и тоа ја покажува нашата неискреност. Впрочем, да не се повторуваме, имаме неколку видливи примери на покажување неискреност кон залагањата. Дури, знаете што е тука интересно? Тука е интересно и тоа што ние дури не ја следиме ни заедничката надворешна и одбранбена политика на Европската унија. И тоа сериозно загрижува. Многу благодарам за ова интервју, професор Андонов. Јас верувам дека наскоро ќе има потреба да се видиме најмалку уште еднаш пред локалните избори, а се разбира, остануваме отворени како платформа за вашите анализи и колумни. Јас ви благодарам на поканата и на поддршката за објава на колумните, кои знам дека се читани, бидејќи многу луѓе пристапуваат да ми кажат дека се читани, но тоа е тој
ментален склоп на македонскиот човек кој се плаши јавно да даде подршка и секогаш вака изразената јавна подршка и на личните убедувања и на академската професионалното портфолио, но и на политичката агенда на фракцијата за демократизација и ревитализација на ВМРО-ДПМН многу значи од која и страна да дојде, и тоа во контекст на ова ќе ми дозволите една реченица само на крај. Ние како политичка фракција, како внатрепартиска фракција, не сме друга политичка партија. Ние не сме ниту клонови на некои други политички партии, како што веројатно и не представуваат за членството на партијата која е политички и не е едуцирано во еден дел и не може да свати што значи фракционерство во една политичка партија, а бидејќи во статутот не е ни забрането ни дозволено фракционерството, ние се придржуваме кон она се што не е забрането е дозволено. Именно. Во тој контекст, во статутот кој ние го предлагаме, фракционерството ќе биде регулирано, не забрането, регулирано. Во кои услови, како и што се правата и обврските на фракцијата и што добива фракцијата од политичкиот колач и идеолошката платформа на партијата. И што добива партијата од самата фракција. И што добива партијата како коректор внатре од самата фракција. И тука уште еден дел, замислите ви, ние како фракција се побунивме против нестатутарното воведување на подршка од 30 делегати на конвенција за подршка на кандидат за председател, а статутот тоа не го регулира. Председател на државата, на републиката, не за партијата. Статутот тоа не го регулира. И ден денес не е регулирано. Тие го наметнаа како став во кандидатурата, за да оневозможат било кој да се јави, кој со својот говор политички би се промовирал, но и би ги оспорил шансите на сегашниот председател Силјановска за кандидатура, барем пред членството на партијата. Вие имате таму членови на Конгресот кои не се ни политички припадници на ВМРО-ДПМН од типот на Срđan Керим. Имате луѓе кои од луѓето од 27 беа присутни на таа конвенција, а луѓе кои се изманипулирани до крајни граници. И се тоа прашања кои внатре во партијата треба да се решаваат, а кои Мицкоски не сака да ги решава. Како што, впрочем, не сака ништо ни во државата сериозно да решава, туку жонглира, балансира, сето тоа потсеќа на овој од Белград Дечково, кој потполно истиот принцип на политички мајнстрим, на политичка прагма го применува. Може би тоа во еден период поминува, но откако вие ќе почнете упорно економски да назадувате и ќе гледате како некој друг оди некаде кај што вие не можете да достигнете, тоа ќе ни се случи нам во однос на Албанија, веројатно и во однос на Црна Гора. Довербата на македонските граѓани, разочаранието на македонските граѓани, создавањето на нови политички услови ќе се ја плати, ќе си ја донесе сметката, но за жал таа сметка најмногу ќе ја платат македонските граѓани. Го почнавме следното интервју очигледно. Така, се извинувам, повторно ве претпркав, како за крај. Во музичката индустрија ова се вика бонус трак. Не се разбира, остануваме во комуникација и отворени сме за вашите анализи и колумни и понатаму. Секако ви благодарам. Се најдобро. Секој добро.